Сега направивте и лична навреда и ќе ве замолам да се тргнете од говорницата. Не. Го прекршивте членот 94. Не сум навредил. Не сум навредил. Давам 15 минути пауза. Не сум навредил. Јас сум навредил. Вам боли, јас зашто зборувам вистината. Зошто го правите, кажете? А што? Тоа е почитување, техничка секретарка ме прави тука. Не прави. Остри тонови, обвинувања за лични навреди, долги процедурални, вака почна расправата на Собраниската комисија за образование, наука и спорт, откако албанскиот опозицијски блок реагираше на начинот на кој власта, како што велат, сака да го протне законот за високо образование, дека како што обвинува Асен Осел со прекршување на деловникот, необјаснета потреба од итност на законското решение, но и кратење на деловнички пропишаните рокови од 5 дена расправа во матичните тела. Овој закон е во редовна постапка, не се дозволува императивните рокови да се менуваат, ниту итноста, ниту образложение не постои. Значи, сте подстапиле итно, немате никакво образложение, согласно со членот 74 став 2 и 3, за да образложите зошто итно постапувате. 60 минути подоцна. Вчера. Ја го прекршивте процедуралното. Не. Дозволите. Членот 94 став 3 држите лекции овдека за деловник. Ќе држам, тоа ми е правото мене. Ќе држам, повелете процедурално дојдите тука. Моја добра волја е 1 минута, уште ви дозволувам, поентирајте и да преминеме да работиме. Ајде, ве молам. Откако беше дадена пауза, седницата продолжи со поблаги тонови, а заменик министерот за образование Дритон Сулејмани ја образложи потребата од законското решение, за кој како што посочи е реформско и се стремело кон академска иновативност заснована на европски принципи. Во срцето на овој благодарен потфат лежи мисијата за стекнување на знаење и вештини на студентите за да се развијат не само во изборните професии, туку и како одговорни и со чувствителни членови на општеството. Сепак опозицијските партии во ова законско решение препознаваат обид за ограничување на автономијата на универзитетите наместо нејзино зајакнување, а интегративците бараа и целосно да биде повлечен законот. Ако го прочитаме целиот законски текст, ќе видиме дека на некој начин се ограничува чекор по чекор. И затоа препораката е да не се повикуваме само на отделни членови во кои што декларативно се гарантира автономијата, туку да се погледне целиот закон. Ако не се повлече овој предлог закон, гледаме од ситуацијата која е создадена од климата, која е создадена од парламентарното мнозинство, дека овој закон нема да се повлече, но ќе треба да се преформулира со присуството на универзитетите, со присуство на експертите, уставните експерти, студентските организации, меѓународните партнери. Македонските универзитети изминатиот период слабо котираа на светските листи како што е Шангајската, но и онаа на Глобал 2000, каде ниту еден македонски универзитет не се најде, а најголем дел на земите од регионот како Србија, Словенија и Хрватска се најдоа на погорните места, односно меѓу најдобрите 2000 во светот. Министерката за образование Јаневска и тогаш ги најави реформите и новото законско решение за високо образование, кое веќе е во собраниска процедура.